Добар ден, добре дојдовте во училница. Моето име е Лидија Вилковска, јас сум оделенски наставник во Општинското основно училиште Дане Крапчев од Скопје. Овој видеочас е наменет за ученици од трето оделение по предметот работа со компјутери. Наставната содржина која денес ќе обработуваме е играме со глувче и или површина на допир, а целта која треба да ја постигнеме е да се воспостави координација помеѓу очите и раката при движење на глувче. На почеток би сакала да се потсетиме што е тоа компјутерски систем, но за тоа да го објасниме сметам дека потребно е најнапред да го објасниме поимот систем. Систем представува целина од меѓусебно поврзани делови кои заеднички работат. Така, јас на овој слайд ви ставив слика од човечкото тело. Зошто? Бидејќи во човечкото тело има многу органи, како органи за дишење, за варење на храната, нашиот мозок и многу други. Сите тие делови од човечкото тело се поврзани меѓу себе и заеднички работат и воедно го составуваат системот човечко тело. На другата слика го гледаме Сонцето и планетите од Вселената. Сите планети од Вселената се поврзани со Сонцето и на таков начин представуваат еден систем кој што се вика Сончев систем. Па така и компјутерскиот систем е всушност една целина од повеќе делови кои што работат заедно, а се викаат хардвер и софтвер. За овој денешен час нам ни треба потсетување на делот кој што веќе го имате изучено, тоа е хардверот. Хардверот се надворешните делови на компјутерот кои што можеме да ги видиме со голо око. Хардверот се состои од компјутерската единица, ова е тој дел, уште попознат како куќиште, екран, звучници, тастатура и глувче. Овој час по работа со компјутери е час на кој што ќе се запознаеме со глувчето. Зборот глувче потекнува од англискиот збор маус. Во нашето секојдневно работење, ние многу често знаеме да кажеме маус наместо глувче. Глувчето спаѓа во така наречени влезни уреди, бидејќи има еден дел, еден приклучок со кој што се приклучува во компјутерот. Ако имате статичен компјутер со куќиште како овде каде што покажувам со моето глувче, тука каде што покажува сината стрелка се вклучува глувчето. Ако имате компјутер лаптоп, тука во ова делче каде што ви покажува синава стрелка се вклучува глувчето. Според начинот на поврзување, постои глувче со приклучок, тоа е ова глувче, се нарекува глувче со приклучок бидејќи има кабелче кое што на крајот завршува со приклучок. Тој приклучок личи на USB и се приклучува во компјутерот. Ви покажа во претходниот слайд каде во компјутерот се приклучува. Но треба да знаете дека постои и бежично глувче, кој што нема кабел и приклучок, но сепак е поврзано со компјутерот и работи со помош на така наречени примопредаватели кои што ги има во него. Ако имате компјутер лаптоп, како овој тука на сликата, треба да знаете дека тој во себе има вградено глувче. Тоа е делот што сината стрелка ви го покажува тука. Но во претходните мои слайдови видовте дека иако е лаптоп компјутерот, иако има свое вградено глувче, ако нам не е полесно, ние можеме да на него приклучиме глувче со приклучок или пак да користиме бежично глувче. Ајде да видиме кои се деловите на глувчето и која е нивната функција. Во овој дел тука имаме копче, зелената стрелка во моментот ни го покажува, кој што се вика лево копче, бидејќи се наоѓа од левата страна. Со ова копче обележуваме и повлекуваме. Јас сега ќе го вклучам екранот од мојот компјутер со цел да ви покажам што значи да обележуваме и како се повлекува со помош на користење на левото копче. Ова е екранот од мојот компјутер. Гледате дека на него има стрелка, една која што се движи во разни правци. Таа стрелка ја движам јас со помош на движење на глувчето од мојот компјутер. Ако застанам со таа стрелка во едно место, ако притиснам еднаш на левиот клик и повлечам, јас ја обележав папката. Потоа, ако со стрелката кликнам со еден лев клик и држам на папката, можам да ја поместам папката таму каде што јас сакам на
екранот. Можам да движам во кој правец сакам, и наляво, и надесно, и нагоре, и надоле. И исто така, левиот клик можам да го користам двојно, односно два пати, брзо, едно по друго да кликнам на папката, при тоа се отвара папката и ги користам работите кои што ги имам во таа своја папка. Вториот дел од глувчето во моментот ни го покажува сината стрелка. Тој дел од глувчето се нарекува тркалце. Со тркалцето вртиме, односно роламе и при тоа ја придвижуваме сликата од екранот нагоре или надолу. Јас по втор пат ќе се вклучам во екранот од мојот компјутер и ќе ви покажам што значи да роламе, односно да ја придвижуваме сликата на екранот. На мојот екран имам отворено документ со математички задачи. Кога ќе оставам прстот на тркалцето и кога ќе почнам да вртам, односно да ролам надолу, и сликата од мојот екран гледате оди надолу. Во обратен правец, кога нагоре ролам, така се движи и сликата која што ја имам на екранот. Може и истото вие да го пробате со помош на вашето глувче. Последниот дел од глувчето е копчето од десната страна, еве ни го покажува сината стрелка. Кога ќе кликнеме на десното копче, ни се појавува список со можни операции на тековниот прозорец кој што ќе ни се појави. Ќе се вклучам и по трет пат на екранот од мојот компјутер со цел да ви покажам кога ќе кликнам на десното копче каков тековен прозорец се отвара. Кога на празно место на екранот ќе кликнам еднаш со десниот клик, ми се отвара тековно прозорче. Тука на ово тековно прозорче, например, можам да креирам нова папка доколку ми е потребна. Ако пак со десниот клик кликнам на некоја веќе постоечка папка на екранот, ми се појавува поголемо тековно прозорче. Во него ми се дадени разни опции, како например да избришам папката, да ја копирам, да ја преместам на друго место, може би да ја реименувам, односно да ја дадам друго име и така натаму. Важно беше да видите кога ќе кликнеме на десниот клик, односно на десното копче, што значи тоа дека ни се појавува тековно прозорче. Опциите на тековното прозорче ќе ги научите во иднина по предметот работа со компјутери. Во овој дел од видеото дојдовме до моментот кога е ваш ред. Односно, доколку овој час го следевте во училиште после објаснувањето на вашиот наставник за глувчето како дел од компјутерскиот систем, вие ќе добиевте задача на вашите училишни компјутерчиња да играте едукативна игра, преку која што ќе научевте да го контролирате и движите глувчето. Но, истото можете да го направите дома. Како? Тука ги замолувам вашите родители да ви помогнат. Во интернет пребарувачот нека напишат J-Compri, веднаш ќе им се појави играта J-Compri, која што бесплатно може да ја симнат и инсталираат за многу кратко време на вашиот компјутер. Потоа, нека ви дадат задача да играте едукативни игри за користење на глувче. Како изгледа играта J-Compri, ќе ви покажам накратко јас. Вака изгледа играта J-Compri кога ќе отвориме иконата од десктопот. Гледате дека тука имаме понудени опции за разни игри. Ова е едукативна игра наменета за деца од 2 до 10 години. Нас денес не интересираат игри за користење на глувче. Тие игри ги имаме тука кај мачето. Кога ќе кликнам на мачето, гледате ми се појави цртеж од тастатура и цртеж од глувче. Тоа значи дека ако кликнам на глувчето, ќе ми се отворат игри во кои што треба да користам глувче. Кликнав, ми се отворија 8 игри, вие можете да си одберете било која од понудените. Јас ќе отворам, например, ова со новогодишната елка. Click on the blue points and draw. Ке ни се даде инструкција што треба да правиме. Значи, самата игра ви дава инструкции што треба да правите. Во оваа игра мене ми вели дека треба да го движам со раката глувчето и да кликнувам само на сините кругови. Еве јас го правам тоа што се побара од мене и благодарение на моето успешно кликање на сините кругови нацртав ѕвезда. Ајде уште еден пример.
Повторно треба да кликнувам само на сините кругови. Јас го правам тоа и овој пат ќе добијам нов цртеж. Успеав да нацртам Great. коцки. Пробајте и вие или оваа игра или пак некоја друга игра од понудените да ја играте, а при тоа да научите самите да го координирате глувчето, да го придвижувате глувчето и при тоа да воспоставувате координација помеѓу очите на екранот и движењето на раката. На крајот на денешниот час би сакала да ве потсетам на неколку правила за работа со компјутер. Секогаш внимателно однесувајте се со опремата. Доколку се појави непознат прозорец, пријавете кај родителите, побарете помош од родителите, не кликајте на икони кои што ви се непознати и не отварете папки кои што не се ваши. Истите правила за работа со компјутер важат и во училиште, само што нели нормално таму треба да побараме помош од наставникот. Ви благодарам за вниманието, се надевам дека успеав да ве запознам со глувчето, неговите делови, неговата функција, се надевам дека ќе играте ЖКом при и ќе успеете да научите да го координирате и користите глувчето. Се гледаме во некој нареден час од Училница. До гледање.